Здраво, пријатели! Со ова видео ќе го заклучам историскиот преглед на темава. Истовремено, обработувајќи го најконкретизираниот и најевидентниот дел на системот. Почнувајќи од крајот на 14-тиот и почетокот на 15-тиот век, оној период познат под името Ренесанса, во себе подразбираше декаденција на стариот феудален систем и неговата носечка сила вообличена во аристократијата и нагло издигање на новата граѓанска класа која беше носител на еден нов, пред се економски систем наречен капитализам. Подоцнежниот развој на овој систем, пред се во Америка и во поголемите западноевропски земји, во прв ред Франција, а подоцна и сите останати, доведе до промена на политичкиот систем. Оваа состојба на замена на парадигмата и системот одлично е опишана во делата на Оноре де Балзак и Виктор Иго, додека на Балканот тоа е одлично отсликано во делото на Бранислав Станковиќ Нечиста крв. Разбирањето на оваа фаза на системот најлесно се остварува преку анализа на институциите кои се фундаментални за постоењето и функционирањето на самиот систем во оваа фаза. Првин, да видиме како системот сам себе се дефинира преку одредени страни кои важат за авторитет. Според Меријам Вебстер речникот, капитализмот е економски систем карактеризиран со приватно или корпоративно сопствеништво на капитал и добра, преку инвестиции кои се одредени од приватни одлуки и преку цени, производство и дистрибуција на добра кои се одредени претежно преку надпревар на слободниот пазар. Според Енциклопедија Британика, капитализмот, исто така наречен економија на слободен пазар или економија на слободно предприемништво, е економски систем доминантен во западниот свет по распадот на феудализмот, во кој повеќето средства за производство се во приватна сопственост, а производството се спроведува и приходите се дистрибуираат во голема мера преку работење на пазарите. Како што гледате, не постои значителна разлика. Дадениви дефиниции се пред се да не испадне дека зборувам на памет, а истовремено основа на која ќе го дадам мојот поглед на нештата. Свесен дека Енциклопедија Британика почетокот на капитализмот го гледа во првите текстилни фабрики токму во Британија, по моје скромно согледување, никулците во промената на системот се во ренесансните градови држави во Италија, каде банкарството заедно со манифактурата, уметноста и архитектурата се првите форми на пазарно регулирана економија. Оваа фаза ќе ни биде прва фаза во овој опис. Втора фаза е дефинитивниот премин од манифактура во организирано индустријско производство, фаза која ја познаваме под името либерален капитализам. Третата фаза е капитализмот со хумано лице од периодот по Втората светска војна и на крај го имаме капитализмот кој го живееме денес, односно неговата корпоратистичка фаза. За да нема забуни, она што се случуваше во источниот блок беше само државно контролиран систем, наместо пазарни. Во суштина принципите беа исти. Не случајно, денес во светската економија предничи принципот кој политички остана комунистички, додека економскиот корпоратизам доведен до своевидна перфекција. Овде нормално зборувам за кинескиот модел. Додека во претходниот систем поединецот колку толку беше закрепостен за земјата преку која овозможуваше некаква долгорочна стабилност и за себе и за заедницата, овде забележуваме дека поединецот го има само голиот живот и единствен начин на кој може да оствари заработка е преку продавање на својот труд и време за плата. Кому? Па секако на големите капиталисти, кои на чуден речиси надреалистичен начин се имаат претворено во сопственици на земјиштето, ресурсите и средствата за трупање на капитал. Во овој систем наводното немешање на државата во економијата е лажно. Државата всушност по дефиниција е овластен администратор на одредено население и територија. Таа де факто постои ако постојат тие три компоненти: територија, население и власт. А зошто велам администратор, а не собственик? Секој кој поседува било каква недвижнина или земјиште, знае дека без оглед на тоа дали остварува или не профит од тоа земјиште или недвижнина, треба да плаќа данок, само по основ на поседување. Кога едно човечко суштество се раѓа во овој свет,
одредена институција на државата го заведува во своите книги тоа раѓање. Со сите потребни податоци, ден, место, родители и така натаму. Она што трајно не дефинира не е нашето име нити изглед, не е социјалниот статус, ниту било што друго што е променливо. Името е нешто што е дадено од родителите и човек по сопствен избор може да го менува, а изгледот се менува како резултат на природните промени кои настануваат со одминувањето на времето. Единственото нешто што е трајно и непроменливо е жигот што ни е даден кога државата го запишува нашето раѓање во своите деловодни книги. А тоа е така наречениот единствен матичен број на граѓанинот. Всушност, тоа е бројот кој служи за фискалното општење со државата, односно, трајната врзаност со плаќање на даноци, па почната врска со која го храниме системот. Ние сме собственост на системот. Тој ја поседува матичната книга, а ние добиваме само извод. Од самото раѓање поминуваме низ редица системи кои се тука за да не направат совршени камчиња во мозаикот. Може би единствената работа за која секое дете е охрабрувано безрезервно е да научи да оди. Се по тој момент е учење на забрани и ограничување. Децата може би се единствените вистински научници заради нивната природна љубопитност за истражување на светот со кој се обкружени. Но бидејќи одгледувањето на децата е препуштено на веќе индоктринирани индивидуи, наречени родители, тие несвесно одгледувањето го поистоветуваат со подучување како се живее во градениот простор наречен општество. Од овие причини, подучувањето тргнува со учењето на задолжителните забрани и ограничувања. Скоро никогаш за неограничените можности на слободата. А за да не биде погрешно разбрано слободата, вистинската слобода не е никогаш во судир со истоветната слобода за други поединци. Основното образование е задолжително. И за да може една нова индивидуа да биде дел од тој задолжителен систем, треба да прими задолжителни вакцини. Систем за вештачка имунизација кој постои во последниве неколку векови. А човештвото и без тој систем постои илјадници години наназад. Забрани за допирање на предмети. Забрана за ставање на истите тие предмети во уста. Нешто што гледај чудо сите деца го прават. Забрани на сите страни и истовремено тоа што организмот треба да го научи на природниот начин, ќе дојде чичко доктор, малку боц и се сме си научили на побрзиот начин. Научуваме или препишуваме. Бидете храбри и споделете ги вашите размислувања во коментари. Откако поминуваат овие инстант имунизации, спремни сме да влеземе во првиот и можеби најстрашниот систем за индоктринација, а тоа е образованието. Задолжителното образование како концепт се појавува во периодот познат под името просветителство. Овој период се поклопува со пропаѓањето на феодализмот и подемот на капитализмот. И носител на просветителските идеи е истата класа која е носител и на промените во економскиот систем, а тоа е граѓанската буржуаска класа. Убаво и благородно звучи името просветителство. Но она што всушност овде настанува е систем со кој се образуваат кадри за работа во новонастанатите амбиенти создадени со капитализмот, најчесто фабрики. Не станува збор за образование, туку станува збор за обучување. Не се образува висшиот дух на поединецот во просветителското образование, туку само рационалниот интелект кој се полни со вештини и знаења неопходни за придвижување на механизмот на сериското фабричко производство. Размислете, зошто се подвргнуваме на образовниот систем и тоа на сите нивоа? Без исклучок, тоа е заради наоѓање на соодветна работа. Факт кој во цело се подврдува мојата теза дека образовниот систем е индоктринација од страна на системот, претворајќи не во компоненти на овој безмилосен систем на владење. Крајниот резултат не е никакво ослободување, туку само совршено самопоробување. Поробување за кое плаќаме самите ние. Потоа влегуваме во машината на работниот однос. Дури да сме учеле за тоа што го работиме, и да тоа било најголемата страст што сме имале, што скоро никогаш не е случај, набрзо дознаваме дека реалноста не е тоа што сме го замислувале. Иако некогаш воопшто станеме свесни,
сваќаме дека сме во машина во која го продаваме нашиот труд и време за нешто што е така безвредно, а се вика пари. Во раните фази на капитализмот, проблем било долгото работно време. Сега, и покрај тоа што ги имаме хуманите 8 часа, сваќаме дека тие се толку истоштувачки што остатокот од 16 часа го користиме за подготовка на овие 8. Тие се фокална точка во нашето денонокие, а богами и на целата недела. Викендот му доаѓа нешто како програмиран рестарт. Работниот однос е состојба на заробеност која од една страна тешко ги исплаќа вложените пари во образованието, особено оној тип на образование кој подразбира долги години на потесна специализација, од друга страна не ги покрива во доволна мера животните трошоци за соодветниот животен стил, потребата за автомобил, соодветна гардероба, живеалиште, социјален живот и разонада. Сето тоа некако не влегува во рамките на она што значи плата. А апсурдот е што колку одредена професија е попрестижна, толку соодветната плата е недоволна да го следи животниот стил на поединецот. Пример, млад лекар или лекарка, специјалист, смета дека во круговите во кои се движи не треба да оди со јавен превоз или со стара кола. Фатени меѓу исплаќање на долговите направени за школување и специализација и потребите на новиот животен стил, многу лесно, речи се неосетно, влегуваат во наредната фаза на заробеност што за нив системот ја има подготвено. А тоа е земањето кредит. Со земањето кредит се остваруваат висините на животниот стил, соодветен на кругот на луѓе во кој се движи личност. Зедов пример со лекари, но во замката на кредитниот систем потпаѓаат и најобични конфекцијски работници и административци и бизнисмени без исклучок. Магијата на кредитот е неодолива, а кредитот е фиктивна валута или ако сакате договор за финансиско робство. Кој сака повеќе детали, може да го погледне моето постаро видео за пари и валута. Забележувате како овој систем е составен од низа институции, кои како основна келија ни имаат нас, и само од нашиот придонес кон системот обстојуваат. Една таква институција која највидум треба да го обезбеди функционирањето на системот е власта, како една од трите неопходни компоненти за постоењето на држава. Во оваа фаза, кога капитализмот со сите своји форми е форматот на економскиот систем, политичкиот систем, односно изборот на власта е така наречената демократија. Власта, како што одговорно напишав погоре, е еден од основните постулати за постоењето на држава, односно е администратор во име на вистинските господари. Демократијата создава привид дека на избори народот избира власт. Зошто привид? Затоа што во мандатот што власта го добива теоретски е мандат за јавна служба. Од англиското ministry, што буквално значи службување. Но во пракса добиваме владетели. Проста анализа на методите на владење покажува како владетелите, макар што демократски избрани од народот, се однесуваат како да нивниот авторитет за владење доаѓа од повисоко, а кон народот применуваат угнетувачки политики. Примери има многу, но пред се тоа се даноци и мерки кон населението кои не ни биле споменати во предизборните кампањи. Казнени политики, реформи во сфери како што се здравство, пензиски систем, образование и судство, кои само ја зголемуваат неефикасноста на дадените делови на системот. Споредбата на сите овие системи од пред само неколку децении покажува колку сите реформи ги имаат срозено и оние малку функционални делови на системот. Слободното време е приказна за себе. Обично преморени од работа, омилено место ни е каучот, а наспроти него телекранот на Орвел, кој ние симпатично си го викаме телевизор. Изобилие на канали и апсолутна инфлација на квалитетни содржини. Сите ТВ канали без исклучок се бескрајно море на непотребни информации во кои се протнуваат сублиминалните пораки во форма на реклами и вести, со кои системот ни кажува што да конзумираме и како да мислиме. Забележете дека производите што најмногу се рекламираат всушност се најголемите загадувачи, со тоа што многу често повеќе од 50% од производот е пакување и најчесто пластика. Производот внатре
е препон со индустријски додатоци, кои го прават супер привлечен и супер неприроден. Да не зборувам дека полуголата манекенка која го рекламира нема никаква врска со самиот производ и неговата намена. Од друга страна, вестите се преполни со проблеми, страв и ужас и повторно сублиминалната порака дека ете имаме политичари кои дење и ноќе работат за наше добро. Се спротивно од неговата намена, како што ќе запише Орвел во неговата 1984. Војната е мир, слободата е робство, незнаењето е моќ. Верувам има поединци кои бегањето од овој систем го бараат во религијата. За жал, различните организирани религии без исклучок се дел од системот и нивна работа е држење во духовно слепило и незнаење на нас, поданиците на системот. Зошто инаку би било Цезаревото на Цезар? Со други зборови, немој случајно да не си платил данок. Никаква духовност и никаков спас. О Боже, спаси не од религија. За крај, секој од нас треба да тргне од сопствениот пример и да согледа дали е слободен човек во овој систем или не е. Не е толку страшна состојбата на поробеност во која ете сме се родиле. Многу пострашно е несогледувањето на таа состојба и слепата вера во безгрешноста на системот и наметнатото чувство на вина кон нас, како чинители на вистинските проблеми. Се додека имаме здравство што произведува болни, образование што произведува незнајковци, безбедносен систем кој генерира страв, банкарско-финансиски систем кој генерира сиромаштија, новинари кои дезинформираат, политичари кои се до срж корумпирани и служат секому, само не на народот, религија која не одвојува од Бог и ако сакате, социјални мрежи кои не прават се поосамени. Се до тогаш ќе бидеме робови. Јас сум Татонче, драги пријатели. Секој добро.